9 часот и 30 минути, време е да ви посакам пред се добро утро, а потоа и добро дојдовте во новото издание на Квадрат. И за денес вредно работевме и подготвивме интересни теми кои верувам дека ќе го задржат вашето внимание тука до самиот крај. За почеток да го привлечеме вашето внимание со краткиот преглед на денешното издание. Еве што ќе гледате. Во новиот Квадрат ве советуваме и инспирираме за уредување на вашата кујна. Споделуваме неколку ефтини идеи за тоа како да ја направите вашата кујна уште поубава и како да го осветлите просторот без прозорци. Останете тука. По рекламите почнува новиот Квадрат. Кујна. Може би една од просториите во домот која е и најтешка за уредување. Освен што бара естетика, бара да биде и максимално функционална. Ке се обидеме да ви помогнеме во уредувањето на вашата кујна, но пред се да ве инспирираме. Денешниот Квадрат го започнуваме со тема кујни. Со текот на времето, кујната станува се повеќе отворена просторија и неретко е дел од самата трпезарија и дневна соба, со што вниманието се повеќе се врти кон впечатокот, кон нејзиниот дизајн и изглед. Трендовите доаѓаат и си одат, но кога се работи за дизајн на кујна, предпочитаме безвременски изглед кој трае. Кујната во куќата има посебен статус. На крајот на краиштата во кујната се собира целото семејство. Дизајнот на кујната е доминантна позиција во внатрешноста на целата куќа. Бидете смели во изборот, без разлика дали се работи за модерен или традиционален изглед на овој дел од вашиот дом, во кој уживате со добра храна во кругот на семејството и друштвото. Теоретски, површината на кујната може да се подели на 3 зони: работна зона, преодна зона и трпезарија. Во работната површина треба да бидат сите предмети потребни за готвење и складирање на производи. На оваа тема ние се консултиравме и со нашите стручни соработници од Home Concept, па во продолжение ќе ви ги пренесеме и нивните совети и идеи. Постојат голем број на современи кујнски идеи со кои визуелно се зголемува големината на собата. За мала кујна ќе биде идеално кога кујнскиот мебел е направен по нарачка, а во исто време инсталиран со вградени апарати. Во овој случај, секој сентиметар од корисната површина ќе се користи за намената цел. Но доколку сепак сакате да имате голема кујна, тогаш опциите за комбинирање на просторијата со кујната се уште останува во игра. Во овој случај неопходно е да се направи визуелна поделба на просторијата за готвење, областа за јадење и местото за одмор. Така ќе создадете кујна во модерен стил. Поделбата на кујнскиот простор од местото за одмор може да се направи со помош на шанк. Или просто тоа да го направите со еден материјал, например. Ламинат во едниот простор, а во кујната керамика. Можете исто така да ја поделите дневната соба и кујната со бар. Или пак, добра идеја е и мобилен екран. Кога станува збор за трендовите на кујни, белите, кремастите, светло-сивите ѕидови се секогаш добредојдени во просторијата, во која светлина и чистота се приоритет. За освежување на белите површини можете да поставите столчиња, високи барски или ниски, од темно богато дрво, со метални ногарки во црна или темно сина боја. Покрај ова, уште еден впечатлив детаљ кој ќе даде урбаност на кујната се елементите и осветлувањето во бои како мейсинг, хром, јаглен, црна и длабока сина. Индустриските суровини од хром и челик, како што се печките и фрижидерите, ќе бидат најубаво обкружени со природни материјали, како ратан, бор и бамбус, во светли изданија. Деталите како оние од мермер на кујната ќе дадат еклектичен изглед, а винтидж сервисите и свежото свеќе посебно ќе ја облагородат. За да ги ослободите кујнските ѕидови и да ги пополните со уметничка слика, декорација или полици, најпрактичен елемент со кој можете да ја уредите кујната е вградениот креданец, кој ќе послужи како длабок, елегантен и организиран простор за сите прехранбени производи од зеленчук до мируди, до тегли и сушени производи. Плакарот можете да го камуфлирате според дизајнот на останатите елементи или да му дадете вратнички во смел стил, со кој ќе изгледа како уникат во оваа просторија. Вазни и сакси во природни тонови исполнети со градинарски цвеќиња и растенија, врамени фотографии, редови на украсни тегли исполнети со разнобојни зачини. Овие предмети кои го галат окото
се она кои ќе ги отворат полиците и се создадени за тоа. Охрабрите се да ги покажете вашите најубави шолји и чајник, вашите омилени садови за послужување и од елементи како полиците создадете функционална декорација за вашата кујна. Комбинацијата на различни стилови и типови на осветлување во кујните си повеќе влегува во фокусот на внатрешното уредување. Осветлувањето во кујната има различни функции. Плафонските светилки или лустери го осветлуваат целокупниот простор, додека цидните ламби нудат насочено осветлување. Посебно пријатни за окото се длабоките сини и зелено-сините тонови. Ако разгледате кујни од минатото, ќе забележите дека ваквото уредување на кујната може по желба да биде во комплетен ретро стил. А доколку се одлучите за модерна варијанта, на овие темни сини нијанси совршено одговараат детали од месинг и природни акценти од дрво. Допирот на сјај во вашата кујна го дава месингот, со кој може да декорирате комоди, рачки за фиоки, чешми и други кујнски елементи. Кујната е срцето на домот и служи за повеќе намени. Од таа причина, паметното складирање од суштинско значење за одржување на нередот од кујната и искористување на максималниот достапен простор. Креативните решенија за складирање продолжуваат да бидат популарни додатоци во дизајнот на кујни. Размислете за начини на кои вертикално ќе можете да ги складирате предметите или во празни простории на кои претходно не сте се сетиле. Наш предлог се куки, на кои можете да ги закачите вашите најубави дизајнирани шолји, комоди кои можете да ги уредите како винско катче или пак дрвени гајби за складирање, кои можете да ги сместите во меѓупросторот. Дрвените површини му даваат топлина и природна убавина на секој простор, а материјалот зазема безвременска улога во кујните. Користете топли тонови на дрво за да балансирате бела светла кујна или да ја зајакнете привлечноста на длабоките зелени, сини и црни тонови. Природните материјали како дрвото добро се вклопуваат во најразличните стилови, вклучително современи како и традиционални елементи. Речиси во секој стан кујната представува една од најважните простории, а идеите за нејзиниот дизајн и распоред се бесконечно. Голем број производители на мебел се почесто ги напуштаат стандардите за традиционалното поставување на кујнските елементи, а резултатите од тоа се современо дизајнирани простори како дел од вашиот дом за живење. Токму такви беа и оние кои ги видовме во просториите на нашите стручни соработници од Home Concept. Истите со вас ги споделивме во овој прилог. А доколку веќе имате некоја кујна, но сакате да ја преуредите или можеби да ја реорганизирате на начин на кој што вам ви одговара, но сепак немате голем буџет на располагање, тука сме ние да ви предложиме неколку ефтини идеи и трикови за тоа како да направите вашата кујна идеална. Останете тука, следуваат ефтини идеи за уредување на вашата кујна. Кујната е омиленото место во домот, каде што целото семејство се враќа секој ден. Без разлика дали им велите добро утро на цимерите или се собирате по напорниот ден полн со обврски. А кога доаѓа викенд, нашата љубов кон оваа соба само расте. Впрочем, тука се готви неделниот оброк кој ги зближува сите членови на домакинството. Поради оваа причина, мора да најдете паметни начини да го вратите нејзиниот изглед и аура. Метални или дрвени детали, сиви, целосно бели или мермерни површини, стилски апарати и декорации се здружуваат и ветуваат дека ќе ја направат вашата кујна да изгледа како да е извадена директно од списание за декорација. Заедно со бањата, кујната се смета за најскапа инвестиција при реновирање на простор за живење. Но постојат неколку начини на кои можете да постигнете модерен, луксузен изглед на кујната без да копате длабоко во вашиот паричник. Ако имате кујна со големи фиоки и ормари, размислете за имплементација на различни рачки и држачи за да му дадете нов изглед на постоечкиот декор. Освежите ја кујната со зеленило. Можете да постигнете полуксузен впечаток на кујна и со додавање зеленило. Поставете растенија во помали тегли низ целиот простор или изберете едно поголемо растение за да го поставите на работната површина или кујнскиот остров. Повеќето дизајнери го сметаат осветлувањето за накид на секој интериер, бидејќи дава завршен допир на декорацијата. Имајќи го тоа предвид, заменете го осветлувањето со очекуваната форма и дизајн за нешто со помалку повеќе личност, за да ја дадете на кујната посебен дизајнерски изглед.
Ако ви е здодејано од вашата кујна, првиот начин да ја обновите е да ги обоите дрвените урмари во поспецијална нијанса. За белата кујна може би е одлично решение да изберете темни нијанси на кафена боја, кои целосно ќе го променат изгледот на вашата кујна. Свежите разнобојни цвеќиња ќе додадат боја во вашата кујна, без разлика дали е бела или бледне е во потемни сиви тонови. Затоа, не двоумете се да додадете маса или полици, вазни со цвеќиња или саксии со собни растенија. Ако ја сакате боемската естетика, не ја чувајте заклучена во плакарот. Декорирајте ја вашата кујна, избирајќи дрвен мебел во антички стил, плетени додатоци како што се ламби и корпи, плетени детали и растенија. Мермерниот ефект во кујната е еден од најголемите трендови во 2025 година. Нема да ве принудуваме да инвестирате мермер за да ја освежите вашата кујна. Рековме дека овој прилог е прифатлив за сечи буџет, но можете да изберете тапети со ваков дизајн, кој потсетува на мермер, и да ги користите за декорирање на аглите на вашата кујна, како што е ѕидот за шпоретот или дури и вашите ормари. Во скандинавската декорација работите се поедноставни, минимализам, но она што го забележуваме е дека тркалезната маса е во тренд. Ако ви се допаѓа скандинавската естетика, изберете неутрални бои и тркалезна маса. Персонализирајте ја кујната со декор, за да создадете впечаток на богата и посебна кујна. Размислете за начини да ја направите поперсонализирана со декоративни елементи, како што се декоративни додатоци на отворените полици, омилени фотографии или букет сушени пиперки. Со ова, вашата кујна сигурно ќе изгледа како од бајките. Едно од главните нешта кои ја одредуваат атмосферата и амбиентот во домот е природната светлина. Но што доколку вие не сте среќни кој има убава природна светлина и не само тоа, туку немате ни прозорци во собата. Постои начин да се осветли и ваквата просторија, а ние ќе ви го откриеме во продолжение. Уживајте во она што следува. Соба без прозорци често може да изгледа темна и тесна, но со малку креативност и правилен избор на декоративни елементи, лесно можете да постигнете ефект на светол, воздушен и пријатен простор. Без разлика дали станува збор за ходник, бања или мала спална соба, постојат трикови кои ќе помогнат просторот да сјае и да изгледа попростран од кога било. Паметните аранжмани за осветлување, светлите бои и стратешката употреба на огледала се клучни за постигнување чувство на отвореност и леснотија. Кога правилниот избор на бои се комбинира со тактилни текстури и рефлектирачки површини, дури и најтемниот агол може да стане вистинска оаза на светлина и стил. Ако сакате да ја трансформирате вашата темна соба во светол и пријатен простор, ви носиме 5 докажани трикови. Клучот за осветлување на простор без прозорци е да изберете мебел во светли неутрални тонови. Беж, бела, пастелно-сива и кремасти нијанси ја рефлектираат светлината и ја прават просторијата да изгледа поголема и попространа. Размислете за мултифункционален мебел со мазни, сјајни површини, кои дополнително ја рефлектираат светлината. Обојте ги ѕидовите во светли тонови или користете тапети со суптилни, светли шари кои нема да го преоптоварат просторот. За дополнителен ефект на пространост, обојте го таванот во чиста бела боја, за рамномерно да ја распределите светлината. Огледалата се вашиот најдобар сојузник во простории без прозорци. Големите ѕидни огледала поставени спроти изворите на светлина или рефлектирачки површини визуелно го дуплираат просторот и го прават посветло. Доколку немате можност за големо огледало, можете да користите помали декоративни огледала со златни или сребрени рамки, кои не само што ќе додадат осветленост, туку ќе додадат и допир на елеганција и луксус. Размислете и за огледала со интересна рамка, што може да стане централен декоративен елемент. Просторијата без природна светлина бара внимателно планирање на вештачкото осветлување. Комбинирајте различни извори на светлина, тавански лустери, подни ламби и ѕидни ламби, за да постигнете динамичен и пријатен амбиент. Изберете лед осветлување кој имитира природна светлина, со топол или неутрален тон. Поставете подни ламби во аглите на просторијата за да создадете дифузно осветлување кое нежно го исполнува просторот. Исто така, ѕидните ламби со метални детали може да додадат луксузен допир и дополнително да ја рефлектираат светлината. Избегнувајте тешки и темни завеси кои дополнително го затвораат просторот.
Наместо тоа користете лесни, прозирни материјали како тул и лен. Дури и ако просторијата нема прозорци, можете да ги поставите како декоративен елемент зад креветот или на ѕидовите за да го омекнете изгледот на просторијата. Исто така, избегнувајте темни прикривки и декоративни перници. Изберете пастелни и крем нијанси, кои дополнително ќе придонесат за чувство на простреност и светлина. Кога на просторот му недостасува природна светлина, секој извор на рефлексија е вреден. Металните детали, како што се месинг, бакар и сребрени акценти, може да внесат сјај и динамика во просторот. Размислете за декоративни предмети со метален финиш, стаклени маси или полици со златни рабови. Овие детали ја рефлектираат светлината и ја прават просторијата да изгледа посветла и пософистицирана. Не дозволувајте недостаток на прозорци да го попречи вашиот креативен потенцијал. Со паметен избор на бои, огледала, осветлување и рефлектирачки површини, можете да направите дури и најтемниот простор да свети и да стане пријатно место за престој. Со вистинските трикови и малку инспирација, вашата соба ќе добие сосема нов карактер – светла, топла и визуелно пространа. Боите прават многу повеќе од само што го подобруваат изгледот на собата. Тие влијаат на нашето расположение. Тие се олицетворение на добар вкус и стил. И секако, тие дополнително го осветлуваат просторот во кој живееме. Бојата на Пантон во годината исто така има големо влијание врз изгледот и чувството на нашите кујни. Веројатно, веќе знаете дека сината беше прогласена за боја на годината и дека во моментов е синоним за најсовремена декорација и модерност. Кога станува збор за оваа боја, не треба многу да размислуваме за да ја редекоризираме кујната, бидејќи е навистина класика која никогаш не заминува. Затоа и се повеќе сме сведоци на доминација на оваа модерна нијанса сино во кујните ни светот. Еве неколку кои се добра инспирација, доколку сте доволно храбри да направите ваков чекор. А еве уште нешто интересно на оваа тема. Мермерни вени и релјефна текстура. Бела и смирувачка хармонија на сина боја. Со допирна елеганција, оваа инспиративна кујна евоцира морски стил, фокусирајќи се на чисти линии и современ дизајн. Просторот за подготовка на храната ја зафаќа централната база, интегриран во процесот и опкружен со текстурни ормани во длабока сина боја. Екстремно функционална, оваа кујна е дизајнирана со големо внимание на деталите. Целокупната естетика е всушност млада и свежа, иако е исто така динамична и софистицирана. Ова е кујна која се истакнува по својата едноставност. Релефната шема составена од вертикални и хоризонтални ленти и даваат на целата кујна совршен и младешки стил, кој не ја одвлекува елеганцијата. Длабнати во мермерот подсетуваат на позадината која ја врамува целата кујна. Ова е префинет начин за создавање на ѕид. Масите и столиците се во брилијантно бело. Светла бела трпезарија не ја намалува убавината на кујната, што е белек на просторот. А барем исто толку тренди оваа како и неколку претходни сезони е и зелената. Зелената е една од најсложените бои и далеку најпопуларна во дизајнот на кујна. Меѓутоа, ако работите со неа правилно, резултатот ќе ги надмине сите очекувања. Примери има во овој наш прилог, но и низ портфолијата на светските архитекти и дизајнери на интериери. Неизненадувачки, со текот на вековите, зелените или биле во фокусот на универзалното внимание, или станале нон грата боја. Кон крајот на 18 век, позадината на индустријската револуција која предизвикала интерес за природата, стана омилена боја и како резултат почна да се појавува на слики, облека и украси за интериер. Во следните неколку години незината моќ беше протресена, се до втората половина на 20 век кога започна зеленоста да се поврзува не само со зеленилото, здравието или прогресивните идеи, туку и со екологијата, вклучително и со политиката. Денес популарноста на зелената првенствено се должи на зголемената свест за животна средина. Многу дизајнери се одлучија за овој тренд и активно ја користат зелената боја во своите проекти, а меѓу другото и во кујните.
Собравме инспиративни примери од проектите на странските дизајнери, за да докажеме уште еднаш. Зелената во кујната е модерна, трендовски и свежа. А тренди од овој аспект се и дрвените подови. Веќе рековме дека кујната е срцето и душата на домот и дека сите сакаме да изгледа најдобро. Настрана од црните и темните елементи кои се класика, а и од сините и зелени тонови кои се апсолутен тренд оваа година, има уште една суштинска ставка која треба да ја знаете кога сакате да ја реновирате и целосно да ја реконструирате изгледот на вашата кујна. Оваа година е пресврт кога станува збор за подовите, кои досега се состоја исклучително од плочки. Во текот на 2020, а многу веројатно и во наредните години, дрвените подови ќе бидат апсолутен тренд. Со соодветна грижа, дрвениот под ќе трае исто колку и плочките. Исто така е супер што има многу избор, така што лесно можете да пронајдете и добар квалитет и добар дизајн. И кога зборуваме за трендови и за оние кои ги надминаа сите очекувања, природно е да ги споменеме и оние кои беа и за тоа наградени, а има и зошто. Во секој аспект, Спазио целосно го освои жирито составено од водечки лица од областа на архитектурата, дизајн на интериер и слично. Всушност, самиот Спазио е иновативна полица од челик и стакло, која се употребува за складирање на чаши и друг прибор за јадење, а ја дели и преградата дизајнирана за складирање на зачини. Од технолошка гледна точка, Спазио може да се пофали со систем на електрични приклучоци, што ви овозможува да ги полните и да имате електронски уреди на дофат на раката, плюс поддршка за таблет, за брз и лесен пристап до омилените апликации за рецепти. Спазио нуди и посебна област за одгледување ароматични растенија, кои имаат посебен извор на светлина. Всушност, оваа награда им се дава на сите оние производи и услуги кои ги исполнуваат трите основни критериуми: висок квалитет, оригиналност на дизајнот и функционалност во употребата. Освојувајќи оваа престижна меѓународна награда за дизајн за 2020 година, Спазио е јасно препознаен како одличен пример за сите три. Предвиденото време за денешнава уредувачка авантура завршува тука. Ви благодарам што бевте дел и од овој квадрат и се надевам дека уживавте во секоја минута помината со нас. Ви благодарам на вниманието и ви закажувам повторна средба за точно 7 дена. До тогаш, пријатно време.